Продолжуваме со емисијата. На линија го имаме Рубин Земон, како што најавивме, универзитетски професор. Професорот Земон во моментов е во една студиска посета, работна посета на Унгарија, го вклучуваме од тамо. Господине Земон, прво еве на почеток, дали се гледаме, дали се слушаме, да видиме? Добар ден, поздрав од унгарско-австриската граница на градче Козек, се вика. Се надевам добро се гледаме и се слушаме. Да, добро се гледаме и се слушаме. Се надеваме дека така и ќе остане, знаеме какви се онлайн врските. Знам дека сте во Унгарија, ќе зборуваме за тоа, за вашата работа тамо, за природата на вашата работна посета, но сакам да ве прашам, бидејќи сте вклучени и во политичкиот живот во Македонија, вие сте претседател и на политичката партија, сакам да ве прашам во поглед на тоа, ја следите кампањата, верувам, кажете ми, веќе гледаме некакви искричења, афери почнуваат да излегуваат, валканијалишта, како што кажува народот. Мислите ли дека ќе продолжи во ваков тон? Дали мислите дека не очекува една немирна кампања, ајде да речеме? Па во секој случај борбата се распламтува, да се надева дека ќе биде отчостени во демократските рамки и во законските рамки. Иако гледаме дека се случуваат можеби некои работи што индиректно или се или не се поврзани, тоа тешко може да се докаже и сега и во иднина со изборите, тоа што се случуваше во Рачиново, тоа што се случи со новинарот Фуркан Салију. Така што мислам дека на некој начин и има и такви игри, а што се однесува до самата медиумска кампања што ја водат кандидатите за претседатели. Сега гледаме дека сосема јасно е дека да кажеме, двајцата кандидати за претседател што има најголеми шанси да излезат вториот круг, има сосема друга, да кажеме, конструктивна кампања, а овие што се борат да влезат со минимални шанси во вториот круг, гледаме дека тие повеќе одат на кампања, да кажеме, со помали групи на народ да се сречаваат и пред тоа постојано користат некој вид на пресконференции, каде што овре навреме ќе кажат некоја работа што можеби ќе им го повлечи вниманието, но мислам дека што повеќе се доближи кампањата на прв за претседателски ќе биде уште по-жестока, а особено кога се приклучи, ќе направат двете кампањи и за парламентарните избори и за претседател, тогаш ќе имаме навистина малку по-жестока, да не кажеме жестока. Кога ќе зборувам на жестока, мислам на реторички, на вокабуларот да е жесток, да се надеваме дека ќе нема некои други инциденти, бидејќи сепак сме членка на НАТО и дека сме кандидат за сериозен кандидат, да веднаш после останите избори да преговараме и убру да биде членка на Европската унија, дека нема некој да се преземе толку голем ризик да ги загрози нашите, да кажеме, стандарди што ги воспоставивме во минатите 3-4 циклуси на фери демократски избори. Сепак гледаме дека вие го спомнавте инцидентот во Рачиново, за кој нема некакви индикации дека има политички мотиви, дека тоа е една работа која постара, или преведувањето со Фуркан Салију, за кој полицијата тврди дека е од други побуди, но самиот Салију се сомнева дека можеби има и некаква политичка заднина. Без разлика, она што е интересно е дека Салију преходно имаше еден новинарска сторија за индикации на некоја афера поврзана со анкетите и што се објавуваат во овие анкети во националниот сервис. Мислам дека не случајните, ја секогаш случајните случаи не се случуваат. Мислам дека не е така баш Фуркан Салију избран таму да баш таму да биде и да полицијата на него направи некоја писалија. Никој не знаеме што се случува докато тој бил натрек приведен. Нешто не били него, како се каже, задржан на станица. Така што, не знам, ќе каже и времето. Сега за сега мислам прерано да се даде некои заклучици.
Да, не се ни обидуваме да изведеме тука заклучоци, само ги кажуваме како настани. Но сепак гледаме дека ајде да речеме особено во условно кажано албанскиот кампус работите се прилично ајде да речеме блиски, како никогаш досега албанската опозиција дише во врат на владеачката ДУИ, па ДУИ се гледаме дека сега оформува исто така една широка коалиција со помали етнички партии. Сме имали историјат, знаеме, на проблематични избори, каде сме имале за жал и убиства некогаш во минатото. На последните изборни циклуси не било така, мораме да кажеме, но сепак поради најелектризираната атмосфера, очекувате ли можеби инциденти на овие избори? Па ја лично сум оптимист и не сакам да замислам дека во некои секуњи се спрема некакви црни сценарија, некакви такви тешки инциденти. И мислам дека свеста кај политичките партии на тие кујни е веќе долу, затоа што никој не знае за некои политички партии кои, да кажеме, други надворешни надвор од нашата земја кујни нешто спремаат. Сепак треба да бидеме на тоа свести, со тоа што се случуваше на те години, кај све не надворешни влијанија видовме во нашата земја. Така што мислам дека треба да бидеме предпазливи на такви некои сценарии, а лично јас сум голем оптимист дека изборите ќе бидат законски и ќе бидат фер и демократски, иако и тоа да кажем дека не сите забелешки на ОПСО и ХР беа спроведени во законски решенија, како и тоа дека те видовме, имавме тоа забелешка, дека многу мал период и беше оставен на граѓанските иницијативи да кандидираат кажете кандидати за пратенички листи, што мислам дека тука ќе имаме забелешка во извештајот на ОДИХР за таа работа. А остана и тоа дека, да кажеме, медиумскиот простор што беше голема забелешка, несоодветно е распореден према големите и малите партии, потоа што не стартуваат сите да трчат од иста стартна линија, некој фигуративно кажано трча 100 метри, ама некој му е стартот на 90 метри, некој на 100 метри му е стартот, така да и таа забелешка, не знам зашто не спомнавме сили од големите партии да барем тие забелешки за медиумското покривање, тоа бесплатно да биде и тоа платеното нормално, да им се даде доволен простор на помалите партии. Сепак во демократски избори треба да имат сите еднакви шанси и еднакви можности. Да, малите партии некако повторно не се смени законот за една изборна единица, за отворени листи, за она што се бараше цело време. Се чини дека големите партии си го штитат теренот и иако се несложни за многу работи, не може да се согласат, да гледаме дека тоа за ова некако се согласуваат. Па црногорците викаат поговорка јаче теби капета, ти че сме ни седера која смо, да им кажем лош збор, само ми знамо. Значи ја теби си кажам капета, ти не е седера, ама какви типови сме сами се знаеме, така што вадно испаѓа и ова сега. Дека ние по малите партии секогаш сме барале секогаш го подолго време, уште кога се воспостави овој модел со 6 изборни единици со Донтовата формула, да се промени тој изборен модел, бидејќи пред се и над се гласот на секој граѓанин во нашата земја не вреди еднакво. Значи гласот повторно во кој пат на тие што гласат во изборна единица број 6 и гласот на тие што гласат во изборна единица 1 и 4 не е еднаков, бидејќи за еден пратеник во 6 не требаат минимум 5500 гласа, а еден пратеник во 4 не требаат 10.000 гласа, така што тука гласот не е еднаков. И на крај на краиштата, еден пратеник кој ќе биде пратеник во собранието, тој не ги само застапува интересите само на својата изборница, тој е пратеник на целата земја, на сите граѓани во земјата. Така што илузорно е тоа, од било кој теоретски да зборуваме и практично да не издржливо веќе ова со 6 изборни единици, а гледаме и демографски тоа веќе разликата е во единици повеќе од 5%, што е еден услов, нели, за да се
прекројуваат границите на изборните единици. Така што јас мислам да се надевам дека после овие избори ќе се седни сериозно да се разгледа, бидејќи со самите преговори за за членство во Европска унија, тоа би требало да се среди, да Македонија биде една изборна единица. Втората работа што граѓаните упорно ја бараат, јас па бев пратеник и имав некои си анализи, значи покрај една изборна единица, над 60% граѓаните бараат и отворени листи, односно преференцијални листи, да можат сами да се ги изберат нивните представници во законодавниот и представничкиот дом, а не да ги бират партиите, раководство на партиите. И ако некој се наоѓа, не знам, на 20-30 место, да граѓаните одлучуваат тој да биде, да кажеме, пратеник, нема да биде тој првиот, ќе биде тој 30-тиот. Впрочем, така имаме случај во Косово, каде што актуелната председателка на Косово, така се проби, бил на отворени листи на парламентарните избори во Косово, таа беше, не знам, таа некаде околу при дното на листата, меѓутоа доби најголем број на гласови од таа изборна единица и таа се стана, да кажеме, пратеник од таа листа, иако никој не ја даваше шанси кога ќе стави на листата, а подоцна ги стана и председател, така што на некој начин дека волята на граѓаните се исполнува. Кај нас таа воля на граѓаните секогаш се гуши. Ето и овој се ни е примерно со граѓанските листи, че не се дозволи доволен период да се кандидира, меѓутоа се гуши и со така наречените затворени листи, каде што се до тоа елитите, нашите политички добро го координираат и тука сложните брача и во петок, што кажуваат, мрсат, се случува и тоа што не се случува. Да, интересни се и председателските избори, господине Земун. 7 председателски кандидати ме се чини како никогаш досега. Имаме разновидни кандидати со разновидни програми од оние кои се, да речеме, ајде условно кажано, проевропски, најмногу за европската интеграција, кои поддржуваат промена на уставот, до оние кои се сосема спротивни, кои велат не само уставот, туку треба да се веќе да се прекине и рамковниот договор, значи одат сосема назад, до некои кои немаат јасно издефинирани ставови. Една навистина разновидна понуда. Како очекувате еве да биде епилогот во првиот круг? Од прилика анкетите велат вака. ВМРО, ДПМН и СДСМ би требало да влезат во вториот круг. Мислите ли дека тоа ќе остане така? Дали можеби очекувате некои изненадување? Па, некој изненадување не очекувам до тоа кој ќе биде во вториот круг, може би во резултатот од претходните избори, имавме 20 листи кандидати, професорите Гордана Силјановска, Давкова и професор Стево Пендаровски беа на претходните избори во вториот круг. Тоа може би Пендаровски, не може да сигурно Пендаровски имаше предност уште од првиот круг. Мислам дека овој пат, по моје мислење, Гордана Силјановска ќе има предност од првиот круг. Меѓутоа, секогаш се почнува, втор круг почнува од 0-0, не почнува со предноста че ја добиле во првиот круг. Мислам дека тука евентуално може да изненади можеби Максим Димитриевски, меѓутоа мислам дека шансите не се големи, бидејќи таа партија се уште нема доволна инфраструктура. Сепак гледаме дека и кога се собираат подписите, 10.000 подписи, дека на крај одлучија партиските инфраструктури. Ги собраа подписите за еден ден, за неколку часа и Пендаровска и Силјановска, додека другите кандидати гледавме им треба повеќе дена да ги соберат подписите, што јасно кажува тоа дека сепак партиските структури се тие што ќе ги внесат, а разликата е голема. Сега околу ова дали Бујар Османи или Таравари ќе биде тука, ќе биде интересна во секој случај борбата, бидејќи се бора за превласт во албанскиот електорат. Значи тие не се воопшто, да кажеме, барем ја досега кога гледам кампањите, не гледам нивните програми, ја не гледам ни Бујар Османи и Таравари да одат во Источна Македонија да прават кампањи, не знам каде, каде што е доминантно неалбанско население. Така што тие ќе се фокусираат таа кампања кај што живее албанскиот електорат во мнозинство и нивната борба во суштина не е за председателска борба за превласт во албанскиот електорат, што битно ќе влие на парламентарните избори на 8 мај. А околу ова, мислам,
тезите што ги слушаме од Ванковска и од Стефче Јакимовски, мислам дека се популистички, не се реал политички. Значи да зборуваме против уставни измени кои што се веќе прашање на месец кога ќе ги усвоиме после парламентарните избори и да зборуваме дека не важи Охридскиот договор и за што Преспанскиот договор, мислам тоа е барем за мене лична утопија, меѓутоа има граѓани на тоа што се уште имаат гајат некакви се чувства и на таа популистичка карта тие играат, меѓутоа мислам дека нивниот процент нема да биде голем ако продолжат со таква реторика. Да, кога зборуваме за тоа, еве да речеме за промената на уставот, за преговарачката рамка, последните пораки кои доаѓаат од Европа, баш вчера имаше изјава господинот Вархеј дека се знаат точно кои се европските услови, се знае точно која е преговарачката рамка, нема таму што да се смени. Од друга страна, пораките од државата, како што кажав, се такви, различни, имаат председателските кандидати, но и партиите, но интересна е да изјава на министрот за надворешни работи, на председателскиот кандидат Бујар Османи во поглед на тоа, тој вели сигурен сум дека може да има уставни измени пред изборот на новата влада. Една малку индикативна изјава, не знам од каде доаѓа оптимизмот на господинот Османи со оглед на цврстиот став на ВМРО-ДПМН по поглед на тоа прашање. Мислите ли дека тука можеби има нешто во позадина или се работи за предизборна риторика? Ако се чета тоа сценарио кога се амнестира дека наречените хашки случаи, нели кога тоа се договорија ВМРО и ДУИ да прават влада, нели тогаш условот нели да ДУИ влезе во таа коалиција беше да пред да се избери владата да се усвои тоа. Мислам дека тоа беше толкување на закон како беше, се сеќавам точно, нели со што се амнестира на некој начин, иако за тие случаи нема трајна амнестија, хашките случаи. Нели веројатно на такво нешто, за да се веројатно има некои, не знам, размислувања дека ако евентуално бидејќи сите албански партии кажа јасно дека нема да коалицираат со партија која што нема да ги усвои уставните измени, така што очигледно невозможно е било кој да прави влада без да има албански политички фактор во нејзе. И како гаранција за тоа, веќе знаеме дека кога ВМРО-ДПМН неколку години ветуваше дека ќе го реши прашањето со името, меѓу 11 години не го реши тоа прашање со името. И мислам дека и меѓународна заедница не им баш многу верува на ВМРО, иако тие јавно не кажуваат, слушаме информации дека тајно кажуваат дека ќе прифатат промена на уставот, како што тие вика да не е така по бугарски диктат. Диктатот јасно не е бугарски, диктатот е на Европскиот совет. Така што веројатно за таква гаранција ќе се изгласаат, нели, веќе таму ќе има две гласања. Првото гласање ќе се изгласи може пред да се формира влада, како услов, нели, за да се формира влада, за да не може, ако ВМРО сите анкети кажуваат така, иако јас не верувам многу на нашите анкети, дека повторно испадна афера, дека така ќе биде убедлива некоја се победа на ВМРО, мислам дека нема да е така, меѓу во секој случај ќе треба 80 пратеници во првото гласање. Односно има три гласања, не прво гласање. Прво гласање е отварање на устава, па после има амандманска расправа со гласање на мнозинство и трето гласање усвојување повторно со 80 пратеници. Така да ова првото гласање со 80 пратеници се случа некој сценарија дека можеби ќе биде пред да се формира влада, што ќе се даде мандатот и после тој период дека мандатарот формира влада да се изгласа тоа првото гласање за отварање на уставот. Така што да, можно е такво сценарио, нека не е можно. Меѓутоа ќе покаже времето. Сепак јас мислам дека нема така лесно по моје мислење да се формира влада.
може да се случи тоа сценарij од 2017 година во јануари, кога Груевски доби мандат, меѓутоа не можеше да прави влада. Мислам дека не сме далеко од тоа сценарио, да било кој да е мандатар ако добие најповеќе пратенички мандати и ВПД, не е дека тешко ќе направи влада, с оглед на тоа дека албанските партии се уште гледаме јасно кажуваат дека нема да коалицираат со никој, што нема да ги прифати уставните измени, па дури кажуваат нови услови, ова услово за 20% со албанскиот јазик и услово за бирање на председател во собранието со двотретно согласие и со подетерово мнозинство. Така што во секој случај како би да бидат, барањата може да растат повеќе, да биде покомплицирана ситуацијата. Пред кога ги донесовме предлог за уставни измени лани, имаме поедноставна ситуација, сега ќе се комплицира можеби се повеќе, како што беше случајот со името на државата. Што повеќе се завлекуваше, се комплицираше се повеќе и повеќе. Така да јас мислам дека треба што побрзо да го решиме прашањето за продолжување на преговорите со Европската унија. Да, и за крај вие сте, како што кажав, во работна посета на Унгарија, таму отприлика сте на оваа тема на евроинтеграцијата, истражувате, значи зборуваме за, вие ми пративте што е темата, тоа е евроинтегративниот процес на Западниот Балкан и можностите за медиација на централно и источно европските држави, ако точно го читам ова. Тоа ли е темата? Значи, можноста за тие држави, за источно и централно европските држави да помогнат во интеграцијата на Западен Балкан, тоа е поентата. Да. Знаете, прво, во овој период за Западен Балкан и земјите пред се од така наречена вишејачка група, не само Централна Европа, за не цела, бидејќи во вишејачка група се пред се Унгарија, Словачка, Чешка, Полска. На некој начин сите овие земји, вклучувачи во Западен Балкан, бевме до така наречен социјалистички лагер, мада Југославија тој лагер за 1948 година. Меѓутоа, искуството од социјализмот и како овие земји брзо се трансформираат. Денеска, знаете, Унгарија, Чешка и Полска и Словачка се едни од прилично економски стабилни земји, како тие ги трансформираат сите тие процеси и да бидат членки и успешни на Европската унија, поготово Полска. Полска е една од најрастечките економии во Европската унија. Значи, нивните искуства можете да искористите. Ние секоја сакаме да се мериме со Франција, со Германија, со Шведска и така натаму, а овие земји кои што се многу поблиски и со културата, и со јазикот, и со историјата што сме имале, некако ги ставаме во втор план. Така што да сум во Институтот за напредни истражувања во Козек, при Универзитетот на Панонија универзитет, каде што овој институт има една голема мрежа на универзитети, институти, think tankovi во овие земји, така наречена вишејачката група, каде што на некој начин знаењата се акумулирани на едно место, меѓутоа имаме и контакти во повеќе области. Нормално, тука ќе бидам неколку месеци, по време нормално ќе дојдам и во Македонија, за гласањето сигурно сум таму. Така да, добро да ги искористиме сите овие искуства, не секогаш ги пресвикаме, нормално може да се пресвикаме, меѓутоа нивните искуства, нивните знаења, нивните, да кажеме, личности, значајни што направиле, тие биле болни реформи, ние за тие болни реформи многу малку знаеме, мислејќи дека само нас ни прават неправди поради овој процес на евроинтеграција, меѓутоа и тука имало голем број да кажеме неправди што народот чувствувал през околу трансформацијата на економијата, општествените, социјалните сервиси и така натаму. Сето тоа ние гледаме дека според и вашиот преходен соговорник мало имав прилика да го слушам онлайн вака, сите тие проблеми што ги имаме околу синдикатот, околу сиромашни и така натаму, ги пребrodуваме тешко. Ете, јас сум во едно мало градче на Унгарија, каде што
приличновете, економски добро се живее, сите тие, кажеме, обштествени придобивки што ги даде Европската Унија добро се имплементираат. Зашто не искористиме тие искуства на некој начин и кај нас? Значи, тоа е поентата. Бидејќи, пак ќе кажам, ние поблиску сме многу истражи културолошки со, да кажеме, прво станува, освен мажарска, другите земји се словенски, и културолошки сме блиски, и историски сме биле сите во еден вид на монизам, на социализам, и овие се успешна приказа кај што влегува во Европската Унија, ние ни представат прилично големи предизвици во иднина. Да. Добро. Господине Земун, ви благодарам за ова вклучување овој пат од Унгарија, бидејќи сте таму, па следниот пат ќе се видиме повторно тука во студио. Благодарам на вас и поздрав до сите мои пријатели. Ги повикувам кој сака да дојде, може да тука се победат некој викенд, не е скап патот, за 50 на евра се доаѓа до Будимпешта, со воз тука се доаѓа за 10 на 20 евра поврат, така што не е лошо некој викенд, мој пријатели да дојдат тука да го видат ова место, убаво место. Да, ви благодарам уште еднаш, ете и убава препорака. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, што го следевте и ова Студио 10. Останете со програмата на телевизија 24.